Почитувани, Филипче не се откажува од Заев, а со тоа ниту од криминалот во рек Битола. Десетици милиони евра испумпаа фирми блиски до Заев од рек Битола. 7 години енергетскиот комбинат беше пустошен од СДС. Со неоткажувањето од Заев, Филипче не се откажува ниту од милионскиот грабеж во рек Битола. Тендерот од 43 милиони евра за ископ на Марковски компани, кој е поништен од новото раководство во рек Битола, е само еден од десетиците каде фирми како Јавор Транс и други блиски до Заев испумпуваа милиони како подизведувачи. Матните тендери во рек Битола, преку кои се испумпуваа милиони, резултираа со поскапа струја за народот. Венко Филипче, со неоткажувањето од Заев, не се откажува ниту од криминалот во рек Битола и го прифаќа како политичко наследство со кое се горде. Ви благодарам. Доколку имате прашања, поведете. Слободно. Дали ти е познато писмото на Дуништо упадено во меѓународниот фактор за решително делување со цел да се спречи потенцијална дестабилизација во земјава, апропо закажаната седница на Уставниот суд? И дали има дестабилизација сега? Благодарам на прашањето, ќе даваме коментар за овие наводи за дестабилизација од ДУИ, затоа што дојдоа и на нашата имейл адреси од други медиумски куќи. Видете, ДУИ, освен закани, друго ништо не им остана да прават. Тие и СДС делуваат отсутно, дезориентирано и невротично. Пробуваат со етнички тензии, не им помина, велеа ќе имаат протести, ништо ниту од тоа, сега почнуваат да се закануваат. Само исплашен човек се заканува. ДУИ да научи да биде конструктивна опозиција е нашиот одговор. Благодарам.